Ја не можам да не се да кажам дека ние не сме готивен бенд од медиумите, поготово од мојата матична куќа Македонска радио телевизија, но ние сме за слава, а другите се за пари. Парите ги взима друг, а ние, ете, ко пополнуваме просторот кога е 2 август, кога е што ја знам 8 септември, кога се празници, најголеми обично меморија е главниот бенд. Штета што е тоа така, затоа и не сум ги многу слушнал. Ама штета. Да, може да провериш на YouTube и тие имаат голема гледаност. Да, имаат голема гледаност и тоа е. Зашто бенд како вашиот не заслужува на YouTube да има до голема гледаност, него на телевизија треба, ама ете, затоа потоа знаеме сите дека денеска е модерно време, YouTube-от ја надминува телевизијата, би кажал. Па да има околу 8,5 милиона. Сега сакам да ја запрашам околу таа песна, зошто зам би го спомнал само 1600 денари да се заработува вие како автор од таа песна. Автори сме заедно с Туристо Самарџиев. Не знам, немам одговор. Значи за некој се немам одговор. Значи не постои веселба било каде. Во било кој клуб, било каде, да не биде таја оган под звездите, што ја знам не на и да не набројам изведени. Колеги кои свират, викам му наводници тезга, нели? Дали не ги пишуваат, дали не се евидентира. Види да ти кажам. Автори купиле коли станови од види да ти кажем на работа. Јас се уште сум автор. Ја немам време да се бахтам со прајање заткулисни игри. Знаеш, јас сум исполнет, кога ќе го отворам очите од Савајле, имам 100 работи што сум си ги задал како Ве разбирам, но дали некој мислите дека ви ги земал парите, например? Па ги крадат парите, еве другар. Еве најпросто ги крадат парите. И тоа 3-4 аутора и тоа ја кога го разбрав, нека им служи на чест, што да ти кажам. Треба државата да си ја заврши работата, како и се во државата што, нели, не чини тоа, тамо исто катастрофа. Што да ти кажам. Едноставно, јас не зимам ниту 2% од парите што ги зима еден лик кој апсолутно можеби 90% од македонската јавност не го познава како автор или како некаква медиумска личност. Ни 2%. Тоа е жалосно. Значи, ама не сум само јас. Тука спаѓаат сите оние големи имиња во македонската музика кои се апсолутно неправдани точно на тој начин. Преку за дивно чудо ние имаме 2 члена од бендот кои се членови на тоа некакви од надзорни комисии, они се караат таму цело време, викаат, игралаат, ама кучињата лајат, карванот си врви. Тоа е. Би било убаво бидејќи ние парите што ќе ги добиеме ќе не направи мотив за тоа да правиме и да твориме понатамо, ќе инвестираме во тоа, бидејќи ние издадовме 3 албум. Само ние и Џони Штулич имаат 3 албум. Џони Штулич касните 80-ти, средината на 80-ти и сега меморија. 3 албум во живо нема ни еден друг. Значи 3 плочи во едно пакување. Значи ние едноставно се што ќе заработиме се инвестираме во тоа да оставиме белек. Значи ние пробуваме браната да ја задржиме, не даваме да пробие и да однесе се по ѓаволите. А многу лесно тоа може да се случи. Бидејќи многу од нашите колеги со парите, ако ги добиете од спонзорите, прават целски приредби. Само да можат да им останат што повеќе пари и парите не ги инвестираат во тоа да направат концерт кој за паметење, току прават така концертчиња, а остатокот од парите да ги завршат во џепарите, ќе ги потрошите, ама она што ние го правиме ќе остане за навек. Тоа е разликата. Така. Еве, со години сте на нова наше музичко небо, би кажал, мислам вие како бенд и како музичар. Која е разликата од порано, од времето кога беше Тоше, не знам, Андријана Јановска, мада и сега е, вие, Маријан Стојановски, до ден денеска, еве сега, например, се случува ли нешто во музиката, дали има некаква? Секој време има свој начин на реализација на популарноста или на успехот на тие што го прават. Па се вратиме назад, јас сум потписник како директор на
Забавната редакција на музичка и касетна продукција на преку 150 изданија. Потписник сум на 11 изданија како извршен продуцент на народна музика, дигитализација на Васка Илиева, На Никола Сариевски, Никола Бадев и сите заедно со Јанеко Чобашија. Значи пред нас нула и после нас нула. Значи прашање на добра волја, на желба и на чувство на припадност на одреден народ и нација и должност тоа да се почитува и да се брани со сите сили. За жал, се останато е сведено на купи продај ден. И тоа е жално, ама знаете, за разлика од многу други, јас сум навистина оптимист, јас немам време за песимизам во мојот живот. Знаете, да кукам, да ви викам, ова не е вака, не е. Немам време да се бавам со тие незначени тројца личности што во ЗАМП зимаат преку 2/3 од парите на сите автори. Немам време за нив со нив да се бавам. Едноставно тие се на многу ниска фреквенција космичка, јас со нив не можам дури ни да се дискутирам, а камоли да се секирам за тоа што ни крадат од сите автори во Македонија. Тоа е шлям. Едноставно. Како започна приказката и како заврши со танец, например? 2015 година, танец. Јас со мојата фирма ги работев Lord of the Dance, ги работев Анадолија Fire и тоа изгледаше навистина импозантно и викам, зашто нашиот танец не изгледа вака? 5 пати подобро играат, 5 пати подобри сценографии имаат, 5 пати подобри носи имаат. И отидовме тогаш со Марко Коловски, направивме еден муабет, ја лично Марко Коловски не го готивев многу. Имавме многу различни спорови во Македонска радиотелевизија да бевме заедно. Но ете тука најдовме заеднички јазик и направивме танец да личи подобар и од Lord of the Dance и од Анадолија Fire, го спакувавме технички со светло, со звучење, со приказна. Господа го прости, Ѓорѓе Маријановиќ кажа, Петре, ова само ти можеш да склопиш ваква работа, бидејќи беше многу сцената почетна, нели, не ме примиле за џабе таму мајчино на режија. Сцената почетна на концертот тогаш на танец беше спуштена црвена завеса и тогаш ние по прв пат донесовме тежок дим, 2 големи машини Мартин и го ја наполнивме 400 квадрата цела сцена, значи, и полека почна завеса да се дига во мната, а тапанарот седи клекнат на голем тапан, а врз него качен играчот. И стојат во смрзната сцена. Целото светло беше црвено осветлено од озгора, само они жолто беа осветлени, а целата пареја или дим одеше во публика. Тоа беше крвта на Македонија. Се слеваше. И тоа беше навистина една сцена која до ден денеска ја зборувам и ја памтам, и исто аплаузот траеше 10 минути. Ја не знам како издржа тој на една нога горе качен играчот од танец, и после тоа ми кажа, Перо, викам да аплаудира уште 10 минути ке стоев. Све ме болеше, вика, секој ковче ме болеше. Ти не знаеш какво, вика, божјанско чувство има, вика, на тапаното горе. Значи, едноставно, ја од тогаш не сум правил пари. Значи, парите што ги земавме од картите и од спонзорите ги дававме како 13-та плата на играчите на танец. 13-та плата имаше тогаш. Немаа пари, али парите што ги собравме ги дадовме како 13, и ги дадовме, Марко Коловски предложи, ние сите прифативме, ние да не земеме пари и ги дадовме како 13-та плата. И како се заврши? Па наредниот директор која дојде рече колку има тука ова она, ја го гледам вака, викам, зашто зборувате, викам, не ве разбирам. Па вика, со Марко како тоа го направивте да... Викам, сте го порешли човекот, ви благодарам многу, станав си, отидов и така заврши. Да се подават парите, изгледа. Да. Јас не делам ништо што е поврзано со Македонија. Јас сум благодарен и на македонскиот народ и на Македонија што... Ај замислете да се вратите некаде и 6-7 илјади луѓе да ви доаѓаат секогаш на концерт. Што и да направиме, ние секогаш е преполно.
Што и да направиме ние, тоа е со френетични аплаузи испратено. Што ви говори тоа? Потребни ви се парите, они ќе ги потрошат. Што за здравие, што за некои други работи. Ама ова што ние го правиме ќе остане за век и веков.